Господине Панчоминов, јас во старт кажав дека се согласувам и со законот и со вашиот амандман. Но вие штета што бевте надвор од салава, не слушнавте дека кажав дека моја перцепција е дека ние секогаш многу касно се справуваме со проблемот и доаѓаме во ситуација да дозволиме лозаропроизводителите, тутунопроизводителите, оризопроизводителите при откупот да бидат оплячкани, а потоа да интервенираме со некои ситни средства. Уште еднаш ќе кажам, ја искористив прилика бидејќи моментот е актуелен. Во моментов имаме проблем каде што 30.000 семејства се спремаат да излезат на протести. Затоа апелирам од тука за државата да си го исполни својот дел од работата. Државниот земјоделски инспекторат, уште еднаш кажувам, да излези на терен. Ги нема на терен и дозволуваат откупувачите да извршат грабеж врз тутунопроизводителите. И јас, како што јас го поддржав вашиот амандман, очекувам и вие, како пратеник од 4-та изборна единица, да сочувствувате со проблемот на тутунопроизводителите, ако ги немате во голем број во вашиот град, но да сочувствувате бидејќи доаѓате од 4-та изборна единица и да ме поддржите, а не да велите дека зборувам безпредметно или слично. Сега, ако не го решиме проблемот со откупот на тутунот, после ќе биде касно. Ако сега му се скратат 50-60 денари по килограм откупен тутун, тогаш ништо не сме направиле ако му се даде помош од 5 денари или од 10 денари. А во моментов тутунопроизводителите, уште еднаш ќе кажам, се ограбени, ги плячкосуваат на откупните центри на вагите. Затоа уште еднаш апелирам. И не овдека да се правиме паметни, дали се зборувал настрана од темата или настрана, дали било за грозје или за тутун, луѓето имаат проблем што бараат од нас да му го решиме. Затоа одавде, од собраниската говорница, од парламентот, апелирам, уште еднаш ќе кажам, навремено да реагираме. После ќе биде касно. Сето после за 5 денари, 6 денари, 10 ќе биде милостина. А сега дозволуваме да се изврши грабеж по 1 евро од откупен килограм тутун. Да не дозволиме да дојде до тоа. Ви благодарам. Ви благодарам.